Почитувани гледачи, 17 часот и 15 минути. Добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Многу се радувам што и во ова издание ќе ви представиме еден нов книжевен муабет со едно ново име кај нас на нашата литературна сцена, така ќе ја кажам. Станува збор за Далибор Трајков, Закопана вистина, автор на делото Закопана вистина. Многу се радувам што токму Далибор ја прифати поканата малку да поразговараме за ова дело во издание на Сакам книги, па се надевам дека ќе уживате во овој разговор. Пред да започнеме, би сакала Далибор да ви посакам топло добре дојде во студиото на телевизија Сонце. Еве во ова есенско попладне ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Ви благодарам и на вас на поканата. Поздравувам сите гледачи на вашата емисија и телевизија. Така, вие се за прв пат во емисијата од своја страна, меѓутоа и како што ми кажавте позади камерите, ова ви е некако и прво она целосно телевизиско гостување покрај оние прилози кои што ги имате давано за други телевизии. Многу се радувам што токму еве во оваа емисија ќе поразговараме малку подолго за вашиот живот, за вашите дела. Закопана вистина, ајде, кој е Далибор Трајков и како почнува вашата приказна, од каде е љубовта кон пишаниот збор? Од каде еден човек вработен во МВР да почне да пишува? Интересна приказна, како е така? Значи, пишувањето кај мене потекнува од најмладите години. Тоа ги земам во предвид, значи годините поминати во основно училиште. Некаде околу тоа беше 5-6 одделение кога почнав да пишувам. Во главном тоа беше поезија, значи песни, кои беа не помали така од 4 строфи. Во главном, пишењето на таа возраст се знае дека како би изгледало, значи тоа беа песни во кои нормално имало ритм и рима, да, во тој период. Некаде беше тоа една збирка која не ја издадов, околу 35 песни. Успехот на тие песни го гледав со тоа што беа најчесто објавување, тоест прикачување на литературното каче во основното училиште Пере Тошев во Росоман, каде и се школував. И со така големо признание гледав тогаш во тој период при посетите на писатели во нашето училиште. Тогашните наставници по македонски јазик знаеа да ги покажат моите песни и може да го препознам уште тогаш задоволството и на самите тие писатели кои ме потикнува да продолжам да пишувам. Но морам да признам дека со пишењето завршив со самото завршување на основното образование, затоа што веднаш после тоа продолжив со новата струка, се запишав на средно полициско училиште и тука престав. Мада тоа не е причина и оправдание за да престанеш да пишуваш, но ете, јас тогаш престанав да пишувам и помина многу време кога почнав повторно да пишувам. Но за разлика од претходно, сега пишувам, не пишам поезија така често, колку што пишувам раскази и во случајот, еве, еден... Добиваш многу награди за твои раскази. Може би расказот е едно најдобро изразување преку кое што ги искажуваш своите чувства, емоции и се оно што сакаш да пренесеш на хартија, или како да го сватиме тоа? Добиваш, чинам, награда за најдобар расказ од Фондацијата Такец? Да, значи расказ како прозно дело има своја тежина. Значи романот е, врв за еден писател, но според мене пишувањето на расказот си има тежина каде што во тие конкурси за раскази во кои што сум учествувал е даден лимитиран бројот на страници, тоест на самите слогови кои што треба да постојат во самото тоа прозно дело. И сега кога веќе е даден насловот на самиот расказ кој што треба да го напишеме, во тие 3 страни, како што најчесто се конкурсите за расказите, треба да поентираме во тие 3 страни, тоест да го погодиме
како и самото дејство, така и насловот кој што се бара да биде. Да, моето почеток беше со фондација Такец, како што рековте. Тоа беше некаде почетокот на 2020 година. Понекоја, случајност, моја желба да продолжам да пишувам, да се вратам на пишувањето и најдов еден конкурс на интернет, тоест на Google, и се решив да го напишам овој прв расказ и така сето започна. Се најдов во повеќе меѓународни антологии преку фондација Такец опитува и на крајот беше врвот на сето тоа, кога од сите тие меѓународни антологии и сите тие раскази во кои што учествува повеќе домашни и странски автори, го добив наградата за најдобар расказ за 2020 година, расказот Последната солза. Што најчесто ве инспирира, токму во расказите, бидејќи кажувате дека тоа се нели кратки прозни дела, која е најчестата инспирација за дали можеби тоа се моментните оние секојдневни случувања? Па да, пишувањето го црпам од секојдневните случувања. Значи и човечките судбини. Значи покрај тоа што мојата работа е таква и професија и тако сум по природа човек кој што многу често комуницирам со луѓето. И сум сведок на нивните судбини и да бидам искрен, не секогаш ги пренесувам целосно нивните судбини на хартија кога пишувам, но сум потикнат тука некаде да создадам некое прозно дело кое што токму таквите човечки судбини ве доведуваат да ја напишете и Закопана вистина. Да. Вели една удамна Закопана вистина се уште повредува многумина. Издание на Сакам книги, ајде за целата соработка, процесот на создавањето на ова дело кое што навистина одекна во нашето литературно поле кај нас. Па ќе се надоврзам таму кај што застана претходно, значи со самото пишување на раскази, веќе кога видов дека имам некој успех во пишувањето, беше известно кога ќе го напишам романот, првиот мој роман, првата книга, и се решив тоа да го направам. Навистина, не до најтешките работи за еден автор, за еден писател е тоа да го одлучи темата на која што ќе пишува. Како се создаваше приказната? Колку време траеше целиот процес? Па, приказната се создаде на тој начин што сакав нешто да му доловам на читателите. Може би нешто поразлично. Поразлично, но сепак да биде нешто што е судбина кај луѓето. Особено сакав да ја представам самата ситуација на децата кои што се посвоени во нашата држава и нивната борба за да ги дознаат своите биолошки родители, тоест нивната невозможна мисија, така би ја нарекол. И на тој начин решив да ја создадам Закопана вистина. Самиот наслов Закопана вистина го значи сепак некоја вистина која што е прикриена, закопана одамна и кој што самите рековте и како што пише на корицата, дека една одамна закопана вистина се уште повредила многумина. Така и се решив. Значи, создавањето на Закопана вистина првично, кој што ми беше планирана, така и испадна на крајот, и еднако нормално. Некојаш наидуваме потешкоти. Романот го пишував севкупно 9 месеци, со тоа што поради некои професионални обврски кои ги имав надвор од моето место на живење, романот се одолговречи, може би порано ќе беше завршено, сепак сум задоволен за едно прво прозно дело. Мислам дека за прв роман многу брзо се го напишав. Така, оно што ми е мене интересно е тоа дека приказната се случува, односно действието велите дека е во Росоман. Да, кога почнав да пишувам, значи јас се двоумев кој место да ги напишам како локација кај се случува действијата. Има ли некаква поврзаност, ќе ве прекинам овде со дел од ликовите? Постојат ли овие ликови или се тоа е фикција?
фикција, овие ликови не постојат. Многу често, ова е најчесто поставувано прашање, кога луѓето ќе ја прочитат книгата, многу често ме контактираат за тоа, еве ова е прилика пред вашата телевизија да го укажам на тоа дека ова е чиста фикција, значи замислено, дејството не се случува. Верувајте ми, јас нели ви кажав и претходно дека сум по потекло од Росоман. Многу и од жителите од Росоман кои ја имаат прочитана оваа книга, ги барат кои се тие лица, барат посвоеното дете, ги барат неговите родители. Меѓутоа секоја случајност е... Секоја случајност. Некогаш и се случува, некои луѓе се препознаваат во самиот роман, тоа веќе го имам во неколку наврти од луѓе кои го прочитале романот, ми имат контактирано и ми кажаа дека целосно се пронаоѓаат во приказната. Така. Значи, романот е пишуван главно да ги опфати сите оние човечки судбини кои што се заснувани на постојувањето на оние деца кои што се во потрага по нивните биолошки родители? Да. Така, една општа слика за сите тие човечки судбини. Да. Може ете само на кратко за тие што го немаат се уште прочитано романот, значи самиот роман ќе му кажам дека е поделен во 3 дела, дека романот започнува и тоа од првата страна, многу да не му откривам нели во пишувањето. Така ќе си го прочитаат. Да, дека почнува во действието почнува во една адвокатска канцеларија каде е вработена една млада правничка Софија при една за време на нејзиното работно време има една посета од женско лице кое бара правна помош и тука таа посета ја емоционално ја погодува Софија, затоа што е директно поврзана со посвојување на дете, а Софија е дете посвоена и тука Софија започнува, тоест донесува одлука да започне потрага по своите биолошки родители. И романот се заснува врз основа на тоа. Вториот дел од романот се враќам малце во минатото, мислам во минатото во 90-те години, и каде ги опишувам една романса, една љубов помеѓу двајца. Значи тоа се две различни приказни, така? Две различни приказни кои се меѓусебно поврзани и на крајот ќе во третиот дел се враќам во сегашноста, кои се директно и вториот дел е поврзан со создавањето на Софија, на главниот лик. Так. Софија. Така и сега соработувате со Сакам книги, како беше целиот процес на одобрување на книгата, 9 месеци се твореше, односно се пишуваше романот. Беше ли прифатен веднаш од издавачката куќа, зошто токму со Сакам книги? Да, веднаш беше прифатен. Значи романот започнав да го пишувам крајот на 2020 година, беше некаде почетокот на септември веќе готов. По напишењето на романот се решив, мислам, желба на секој еден писател да си најде издавачка куќа. Во секој случај мора да бидеме, да признаеме дека во Република Македонија најголема желба, верувам дека на секој автор е да биде дел од Сакам книги. Така исто беше и со мене, значи Сакам книги се во моментот најдобра издавачка куќа во државата и затоа прво што направив ја понудив главниот уредник Ивана Спасов, ја исконтактирав на Фейсбук и напишав дека имам напишано книга и ја кажав кратката содржина, пошто таа побара да ја пуштам по електронска пошта. После тој нејзин преглед, значи не повеќе од 2 дена, веќе добив позитивен одговор од неа и желба за соработка помеѓу мене и издавачката куќа Сакам книги и тоа и се случи. И веќе многу брзо, тоа веќе многу брзо за еден автор, многу брзо е тоа што веќе 2022 година, тоест оваа година, имаме и второ издание. Имаме во март првата промоција на Сакам книги, за неполни 2 месеци првиот тираж се потрошува на закопана вистина и сега се троши веќе вториот. Се надам дека ќе има уште. Така, кои беа првите впечатоци на читателската публика? Како ја прифатија книгата? Колку оние книжевни групи помогнаа во ширењето на закопана вистина да дојде поблиску до читателите? Што ви помогна најмногу покрај промоциите, до доаѓањето до читателската публика? Видете, најтешко е
самиот поточок, нели. Јас сум сепак непознат автор за Ви се исполнија ли очекувањата за читателската публика? Да, ми се исполнија дури превише. Морам да бидам искрен, јас очекував кога веќе станав дел од Сакам книги, јас очекував дека романот ќе помине добар, прибидејќи уредникот го препозна дека е добар и имајќи преди дека таква издавачка куќа стои позади него, дека се надева дека ќе помине добар, но многу повеќе од тоа што очекував. Искрено по книжевните групи се многу придонесуваат за самата реклама, но таа реклама искрено не влијам јас ни најмалку, тоа го прават самите читатели. Многу често излегуваат рецензии за романот, многу често коментари за романот и мислам тоа е едно од главните двигатели за романот да има оваа популарност која што има сега во моментот. Дали се спрема нешто ново? Веќе вториот роман е готов. Морам, пак некоја коинциденција. Вчера кога ја примив поканата од вас за да гостувам во вашата емисија, непосредно пред вашата покана, веќе вториот роман го доставив до Сакам книги, до уредничката на Сакам книги и тој е готов и полека почнувам да работам на третиот роман. Одлично. Така да значи нема застој. Нема застој. Секогаш слободното време го користам за пишување. Мене тоа ми исполнува. Одлично. Станува збор за некој сличен жанр, можеби некоја иста приказна, мислам слична приказна или веќе ќе смените? Јас не би бегал никогаш од драмата, привидејќи ги обожавам драмите, но сепак во овој роман, во новиот роман има трилер, има мистерија. Има професија која што јас ја работам, што намерно ја избегнува во првиот роман и верувајте ми, многу често избегнувам и да читам, привидејќи се чувствувам заситен од мојата професија во Министерството на внатрешни работи, да го зборам не од нешто друго, поради тоа што уште од најрани возрасти, некаде од моја 14-15 година, со самата вклучување на системот на едукација во Средното полициско училиште, поминати се веќе 20, повеќе од 25 години и навистина ја чувствувам потребата да сменам нешто. Затоа и многу често читам книги кои што се... Ова е тој вентил кој што... Да, тоа е вентил од сакопана вистина, нешто ново, но сепак е во новиот роман додадов нешто и полициска истрага и во која што, можеби, тоа и што го очекува луѓето што ме познаваат да вклучам нешто така. Продолжува ли соработката со Сакам книги? Па, верувам дека мислам продолжува секако и јас немам интерес да се откажам, верувам и тие. Така. Од нашата соработка. Така. Покрај романот на што следно се работи, можеби учествувате на некои манифестации, на некои конкурси, Ќе бидам искрен дека со пишувањето на романите малку се оддалечив од тие конкурси за раскази, привидејќи... А што со напишаните раскази? Не планирате да ги сместите во едно четиво? Тие се сместени во меѓународни, како што кажа веќе, во меѓународни антологии, кои се веќе објавени и тие се антологии од група автори. Колку е? Такви имам изданија, тие се на веќе во 5 меѓународни антологии издадени и сите се преку фондација Такец. Искрено, јас себе тука јавно би му се извинил, имам веќе покана од повеќе конкурси, од уредници на тие самите конкурси, кај што имам покана, јас им кажам дека стварно немам доволно време, не од некоја друга причина. Така, фокусот е на ова творештво, створам, концентриран сум на пишување на романите и искрено не можам. Не значи дека нема да продолжам во идни да пишувам раскази, но во моментот ги пишувам романите. Токму така, колку е важна поддршката од најблиските при ова творење, бидејќи се тоа си бара време, си бара посветеност, си бара жртвување на слободното време, можеби времето за семејството, пријателите? Да, искрено поддршката која имам е многу голема. Главната поддршка имам од мојата сопруга. Таа ми е најголем критичар. Прва личност која ги препрочитува моите дела и дава корекции. Значи, она ми е од голема помош. Јас мислам дека секој успешен автор треба да има покрај себе тим
за да создаде едно добро дело. Во тој тим сум јас со мојата сопруга. Таа е таа што ми помага во таа инаку професор по француски јазик, добро познава книжевноста, љубител на книгите, добро познава македонската граматика и таа е граматичките работи од романот ги спроведува таа, од кога ја ќе го напишам романот, и моите романи кои сум еве го Закопана во истина, еве сега и вториот, речиси се готови романи, кои што нема многу работа за самата издавачка куќа. Так. А инаку имам две деца, кога веќе ми го спомнавте семејството. Ето тоа ќе го откријам на публиката, не го знае тоа можеби. Главниот лик Софија во Закопана вистина е име на мојата прва ќерка Софија. Главниот лик, еден од двата главни лика во наредниот роман, што го зборувавме, што ќе биде во иднина издаден, е Михаела, тоа е името на мојата втора ќерка. И така сакам некој внимание да им посветам, затоа што не им го посветувам вниманието додека пишувам. Така, па да надокнадите. Да. Дали бркука е тешко за еден млад македонски автор да допре до читателската публика, да го препознаваат, да му веруваат, што е најважно во пишаниот збор? Јас мислам дека се заснова врз основа на приказната. Многу е битно да пишеме реалистични работи. Значи, јас моите дела ги пишувам действија кои што се случуваат во нашата држава. И мислам од таа причина Закопана вистина многу допре до самите читатели. Читателите во нашата држава имаме ние наши добри автори, но не така често тие се одлучуваат да пишуваат действијата ги пишуваат по нашата држава. И јас мислам тука допрев со нашиот роман, многу луѓе се најдоа со тие места, локации кои што ги спомнав, тоа се локации кои што општо познати за нашата јавност, за граѓаните во нашата држава. И мислам тоа е главната причина се допре до нив, приказната да биде реалистична, нешто што е нешто од секојдневниот живот. Так, нешто читливо, што сите може се најдеме некој близок човек. Ти пишуваат ли се, пронаоѓаат ли во романот, еве, можеби луѓе кои што ја делат судбината на Да. Тоа ми се случува, значи искрено јас со романот ми се јавиле неколку луѓе кои што биле посвоени и подоцна дознале за своето посвојување, но никогаш не ги дознале своите биолошки родители. И јас најдлабоко му се извинувам на сите тие кои што ако сум ги повредил поради тоа што оваа тема не така често некој се решува. Повеќе автори и читатели ми рекоа дека е храбар потек ова што сум решил, ова тема да ја чепнам, но искрено сакав да им дадам важност на тие деца. Ќе ви кажам од која причина, поради тоа што тие деца кои што се посвоени кај нас во нашата држава според таа правна регулатива, тие не може да ги дознаат своите биолошки родители од институциите на системот. Тоа не е возможно. И сега започнува таа една потрага, што е новитет, благодарение на напредната технологија, преку Facebook групите, тие се обидуваат да ги пронајдат своите биолошки родители, но тие деца имат некоја аномалија. Мислам, имат аномалија за разлика од сите останати. Не од некоја друга причина, тоа го кажам од причина што некогаш се појавуваат болести ки секој од нас. Но некогаш ни треба баш роднина од прва линија за да добие таква помош. И затоа од таа причина некогаш намерно го напишав овој роман, за да дадиме некогаш институциите колку им е важно на тие деца. Има некогаш од здравствени причини треба да ги дознаат своите родители биолошки. Тоа може би најважната причина. Да, тоа е најважната причина. Од друга страна, за самите деца сакав да дадам некоја слика. Значи, не секогаш ги осудуваат луѓето кои ги оставиле, кои не ги огледале. И затоа едно е обележие на овој роман е тоа што овој роман гледав да не создадам негативни ликови. А е приказна трогателно, во која што многу луѓе
ми се јавува дека многу често и плачеа дека читале и стварно била многу емотивна приказната, но се обидов на тој начин да Така, колку значи и колку е овде поддршката од македонските автори? Еве како колеги можеби попишан збор. Па видите, јас даваат ли конструктивна критика нашите автори? Од автор на автор? Па да, јас искрено до сега контактите ги имам со неколку автори надвор од издавачката куќа Сакам книги. Повеќето контакти, најчести контакти ги имам со самите наши автори кои се дел од Сакам книги, од издавачката куќа Сакам книги и оглавном нивните критики се позитивни. Јас искрено барам, многу често барам од самите читатели да ми дадат конструктивна критика, да биде таа реална, да не бидат само пофолни зборови. Значи тоа е најважно да знаеме во иднина како да се насочам, нели тоа ќе ми биде помош во наредните мои дела. Так. И тие ги добивам искрено и сум многу благодарен на имам такви читатели кои што се стварно директни ми кажуваат што ти очекувале, што би сакале да содржиш романот, што Так. Останува на нашите гледачи да им ветиме едно добро четиво, Закопана вистина, каде се може да се најде. Предпоставам во сите продажни места на Сакам книги, дали може да се порача онлайн преку автори? Да, книгата Закопана вистина има на сите продажни места на Сакам книги, широм државата, во книжарите кои држат книги на Сакам книги. Исто така ја имат, сметам дека според тоа како стоат објавите, цела држава веќе ја имат и сите наши библиотеки во државата. Така. А и се може онлайн да ја порачат преку издавачната куќа Сакам книги. Најчесто кога е во поголемите градови, лично јас присуствувам кога има саем Сакам книги. Така, со подпис да се. Со подпис и некогаш некој од читателите бара да бидам присутен. Средба со авторот. Со средба со авторот и присуствувам на тие сајми, така да може да добијат книгата со подпис. Далибор, ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам за овој книжевен муабет, за овој интересен муабет. Ќе ви посакам уште многу успеси. Останува да го чекаме вашиот втор роман во издаваштво на Сакам книги. До тогаш ние сме овде, секогаш за поддршка, секогаш за еден добар книжевен муабет. Ќе ви посакам уште многу успеси, многу нови успешни приказни споделени еве токму од своја страна со вас. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека повторно ќе имаме прилика да промовирам уште некоја книга и се гледаме повторно. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Почитувани гледачи, Закопана вистина, првиот роман од нашиот автор Далибор Трајков. Ми беше драго што токму во емисијата од своја страна го промовиравме овој роман кој што даде таков одзив кај нашата читателска публика. Се надевам дека и вие уживавте во ова мини промоција можеби на Закопана вистина. Се надевам дека бевме интересни. А овде ќе ве поздравам и ќе посакам наша наредна средба за 7 дена. На самиот крај ќе ја поздравам и мојата шминкерка Самра Емери. Се гледаме наредната седмица. Бидете поздравени.